на Скопје, господине, си извинувам малце вода. Крајаноски, почитувани министри, пратеници, гости и присутни. Во оваа прилика, кога пред вас, како кандидат за градоначалник на општина Картош, ви ја представувам мојата визија, преточена во програма за идните 4 години на општината Картош. Мои сограѓани, сакам да ви кажам, програмата е наша, заедничка. Од граѓаните на Картош за граѓаните на Картош. Таа е резултат на повеќето средби со граѓаните, разговори за проблемите, потребите на општината. Може би во оваа програма не се офатени сите решенија за идниот развој на општината. И не би можело, но ова е само почеток. Ние ќе одиме и понатаму. Но кога велам визија за иднината на општината Картош, мислам на сеопштеподен, социјален, културен, здравствен, меѓутоа пред се мислам на економски поден. Работа, екзистенција, дом, семејство. Кога велам визија за иднината на општината, првенствено мислам на среќно и перспективно поколение кое што живее и ќе живее во оваа општина. Картош некогаш представуваше најурбана општина во Скопје. За жал, последните години, потона во тешка летаргија, тековното одржување на општината, денешниот градоначалник, господинот Стефче Јакимовски и бетонирањето со бекатон плочки, асфалтирањето на улички го представува пред граѓаните како големи проекти кои што ја разубавуваат општината. Меѓутоа, тоа е само шминка на општината. Тоа не е сериозно. За жал, така прави досегашниот градоначалник. А за разлика од него, мојата визија за општината Картош е домакинска. Кога велам домакинска, верувам дека Картош може многу подобро, може многу поинаку, може многу со побрзи чекори кон својот економски развој и да фати приклучок на патот на кој што одамна е градот Скопје, а тоа е изградба на нови економски проекти и отварање на нови работни места. Без тоа ништо. Програмата која ја држам во раце и ја покажувам на сите вас е достапна. Во неа се предвидени преку 50 проекти со рокови и мерки. Таа се состои од повеќе делови. Локален економски развој, образование и наука, спорт и млади, информатички развој, урбанизам и животна средина, комунални работи и инфраструктура, туризам, култура, меѓународна соработка, социјална и здравствена заштита, транспорт и патна инфраструктура, земјоделие. Ќе набројам само дел од топ проектите во мојата програма, кои ќе се имплементираат во периодот од 2013 до 2017 година. Да почнеме од најмладите. Иднината на Картош. Покрај реконструкција на студентскиот дом Гоце Делчев и изградба на нова градинка во општина Картош, се предвидува изградба на стамбени објекти за млади брачни парови.
Општина Карпош ќе ја поддржи изградбата на 2 стамбени објекти за млади брачни парови. Проектот ќе се реализира со помош на Министерството за транспорт и врски, а становите ќе се продаваат под поволни цени. Рок 2015-2017 година. Рековме и нагласивме дека на нашиот Карпош му е потребен економски развој и нови работни места. Затоа јас и мојот тим ќе се насочиме за изградба на економска зона кај Бардовци, за поттикнување на економски развој и привлекување на странски и домашни инвеститори во општина Карпош. Предвидена е економската зона да се изгради на потегот околу пругата кај село Бардовци. На тој начин ќе се искористи поволностите од постојната железничка инфраструктура, а исто така и патната инфраструктура од заобиколниот пат Скопје. Рок за изградба 2014-2016 година. Денеска се наоѓаме во еден стар културен дом и сиот руиниран. Време е Карпош да добие нов културен дом, затоа и ќе изградиме нов модерен драмски театар, што подразбира изградба на нов објект на местото на постојниот драмски театар. Проектот ќе се реализира во соработка со Министерството за култура. 2016 година. Здравствената заштита секаде кај нас посебно во нашата програма е приоритет на нашите грижи за граѓаните. Предвидуваме целосна реконструкција на психијатриската болница Бардовци Скопје. Општина Карпош ќе помогне во реализација на овој проект, за кој владата на Република Македонија ќе обезбеди средства во висина од 155 милиони денари. Рок 2013 година. Исто така, во соработка со владата на Република Македонија и обезбедени средства во висина од 425 милиони денари, ќе се изгради и опреми нова зграда на Институтот за белогробни заболувања Козле. Рок декември 2014 година. Предвидено е и целосно реновирање на градската општа болница 8 септември. Само кој немал мака, не знае како е таму. Исто така со помош на владата на Република Македонија и обезбедени 53 милиони денари за таа намена. Рок 2013 година. Во сето ова не помалку е важно да се каже дека е предвидена санација на дотраената електрична инсталација во поликлиниката Букуреш, здравствениот дом Скопје, реновирање на покривната конструкција на здравствените стационари Влае, Козле, Тафтаниџа и Карпош при здравствениот дом Скопје. Почитувани сограѓани, секогаш би требало на секого, но мене приоритет ми се најмудрите и највозрастните. Затоа што мојата програма, ќе видите поради таа моја приклонност кон нив, предвидува најбитни промени во нивната живеачка катадневна во општината. Предвидува нов пензионерски дом и клубови. Сето тоа посебно по причини што општина Карпош се бројува во општини со висок процент на возрастна популација. Свесни сме за тоа и затоа грижата за старите лица представува важен сегмент за нивниот достоинствен живот.
цементни табли на територијата на општина Карлош. За реализирање на овај проект предвиден е од буџетот, од фондот на буџетот пари во висина од 62 милиони денари. Рок 2013-2016 година. По барање на граѓаните, предвиден е проект за изградба на локален зелен пазар на раскрсницата возле Куќани кај Бадовци. На оваа локација досега се продава прехранбени артикли во несоодветни услови, поради што новата општинска власт ќе пристапи кон решавање на овај повеќегодишен проблем. Ќе се направи нов зелен пазар кој ќе биде соодветно уреден и ќе се обезбеди паркинг простор. На тој начин купувачите ќе можат да пазарат во соодветни пристојни услови. За реализација на овој проект, општината Карлош од својот буџет ќе обезбеди 60 милиони денари. Рок за изградба 2014 година. За православното население, кое е во најголем број во општина Карлош, е потребна црква. И затоа ветувам, ќе изградиме голем, убав православен храм во општина Карлош. Оваа долгогодишна потреба на граѓаните на Карлош за изградба на црква во урбаниот дел од градот конечно ќе биде реализиран на локација по нивна желба. Проектот ќе се реализира со средства од донација. Рок 2014 година. Не застануваме, почитувани сограѓани. Во мојата програма се предвидени уште 50 крупни проекти за граѓаните. Дополнително, во ОД ќе ги решаваме настанатите проблеми кои ката дневно неминовно се јавуваат, со кои што се соочуваат граѓаните, преку вложување во инфраструктура, изградба на патишта, водоводна и канализацијска мрежа, решавање на сообраќајниот хаос. Нашата цел е да го облагородиме просторот со нови паркови, зеленило, нови шеталишта, нови спортски терени, забавни паркови за најмладите. Да создадеме заедно повеќе простор каде што нашите деца и нашите внуци ќе можат да растат, да се развиваат, ќе напредуваат и ќе остваруваат успеси во нивниот живот, а ние ќе се радуваме. Затоа, почитувани сограѓани, за својот збор, за својот искрен завет, барам поддршка од сите вас, граѓаните на општина Карлош. Остварувањето на нашите визии, преточени во проектот, се овозможени. Ние треба само заеднички да се впрегнеме онај момент кога ќе добиеме власта во општината и да ги реализираме проектите. Пак ќе повторам, со парите од богатиот буџет на општината, со работката со градот Скопје и владата на Република Македонија. На крајот, сакам да ви ветам дека ќе бидам градоначалник што ќе знае да ги препознае проблемите на граѓаните и да понуди решение. Треба да ми верувате, тоа е мојот влог, за кој сум сигурна дека ќе го исполниме со заедничко работење, мудрост, честност и со многу вложен труд. Да почнеме заедно да ги менуваме работите. Да го вратиме Карлош на неговите граѓани. Да го вратиме Карлош во градот Скопје.